Дали немам аргументи, гледам една лоша атмосфера во кој што се сумираат кој што сакал да каже, како сакал да каже и во чиј интерес се зборува. Аргументите кои што ги изнесов стојат како факти и тие ќе бидат подкрепени и ќе продолжиме со расправи понатаму кога ќе стане збор, кога ќе се предложат амандманите. Нема потреба да се оцрнувате на ваков начин, да ставате етикети кој чии интереси штител само затоа што си дозволив да најдам одредени забелешки. Колективен постапувач е правно лице, ви стои во дефиницијата на законот, основано од најмалку двајца производители, кој поседува дозвола за колективен постапувач за управување со посебен тек. Во членот 24 колективниот постапувач е непрофитно правно лице основано од најмалку двајца производители, чија цел е спроведување кај тргнавте? Спроведување на активности за управување со посебен тек заради остварување на проширена одговорност на производители кои што се негови членови. Колективниот постапувач наплаќа за своите услуги кои што ги дава. Значи, колективниот постапувач на насни економски субјект кој што се наоѓа во економскиот промет. И ако вие во вакво време на корона, во време кога Македонија е во рецесија, ако ние при донесување на закон не се грижиме и за реалниот аспект на целиот овој закон, а ако економските оператори, ако колективните постапувачи, ако загадувачите и произведувачите не ги гледаме како партнери, не ги гледаме како луѓе за кои што исто така важат уставот и законите, па тие треба да на крајот на криштата да ја овозможат целиот бенефит од овој закон. Не ние овде пратениците, тие треба да постапуваат. Помеѓу овие различни субјекти имате парични текови на плаќање, на исплаќање, на примање на фактури и така натаму. И сега вие се аргументирате дека за ставот 11 затоа што била непрофитно правно лице, имото треба да остане на Република Македонија. Јас сметам дека тоа не е во ред. Сметам дека не е во ред. Зошто? Затоа што ние ако дозволиме ваков текст на законот да остане, вие ќе земете определен некој имот, верувајте ми, на европските судови ќе ги изгубиме таквите постапки. Барем тоа е мој став. Еве, јас се грижам и за буџетот на Република Македонија, се грижам и за економијата, се грижам за правните лица кои што е субјекти. Нема потреба вие да ставате етикети, вие сте од кај овие, вие сте од кај оние. А во момент кога вие ќе добиете таква етикета, тогаш тоа не ви се допаѓа. Меѓутоа, еве, за жал, вие сами го прикажавте тоа. Без да ги сослушате аргументите, веднаш тргнавте да ставате етикети. Верувајте ми, секој од овие субјекти на кои што се однесува овој закон е важен, и особено и загадувачите, и колективните, и самостојните постапувачи, се оние на крајот на криштата кои што треба да ги остварат целите кои што ги имате на страна 2. Не вие, не собранието на Република Македонија, туку тие треба да ги остварат целите. А за да ги остварат тие целите, ние треба да ги дадеме правна, издржана, усогласена рамка во која што ќе имат фер услови за постапување. Не знам зошто за вас е тоа неприфатливо. Ви благодарам.